Студијата која за нас ја работа експерти од регионалниот центар за енергетика од Унгарија, РЕК, се фокусираше на две главни компоненти. Едната беше да се провери дали гасната инфраструктура која се планира во Македонија е финансиски исплатлива или економски исплатлива за нас како држава, а втората компонента беше што би можело да се направи за домакинствата со истата сума на средства која би била инаку вложена во гасната инфраструктура. Во однос на првата компонента, да кажем, од студијата, студијата покажува дека оригинално планираниот износ кој треба да се инвестира во гасна инфраструктура на национално ниво, всушност ќе биде надмината за 35%. Наместо планираните 700 милиони евра, ќе треба државата да инвестира 1 милиарда евра, најмалку, за да ја стави во функција таа национална мрежа, гасна мрежа. Тоа е како резултат на промените на пазарот, на зголемените трошоци за изградба, и некакви исто така дополнителни давачки кои во текот на времето се покажуваат дека се неопходни. Оваа сума е доста висока. Нашата држава веќе си има и така предизвик да излезе во пресред на бројните заеми за кои треба да се гарантира, нели, финансиска стабилност на државата, нели, собранието ги носи овие закони за финансиска гаранција на заемите. И оваа сума за држава како Македонија е неверојатно висока. Наспроти тоа, придобивката која би ја добиле од комплетно изградена гасна инфраструктура за нас не постои. И сега ќе го образложам и оној другиот дел, втората компонента, која беше исто така многу важна. Гасната инфраструктура во Македонија се промовираше како решение за аерозагадувањето и многу, да кажам, се рекламираше како решение, нели, како вела тоа, едноставно и брзо решение за промена на начинот на загревање во домовите и со тоа почист воздух. Ние сакавме поконкретно да го погледнеме аспектот на домакинствата, затоа што после енергетската криза и кога ги видовме сите оние цени на газ како одат горе-долу, бевме свесни за тоа дека газот веќе нема да биде ефтин енергенс и од тука се доведува прашање дали ќе биде ефтин енергенс за нашите домакинства, кои и така се, нели, економски, да кажам, во предизвик економски. Она што произлезе како резултат на анализата беше дека газот, освен ако не е многу ефтин и освен ако нема, во случај да нема никакви дополнителни давачки за газот како енергенс, во сите други случаи нема да пенетрира во домакинствата, односно нема да биде исплатливо средство и да ги привлече, да биде доволно атрактивен да ги привлече домакинствата да се префрлат на газ како средство за загревање на домовите. Во студијата е направено моделирање за неколку посебни, да кажам, параметри. Еден од параметрите беше разгледување на цената на газот и како тоа ќе влијае на пенетрацијата на газот како енергенс во домакинствата и разните такси или давачки, имајќи предвид дека домакинствата исто така како корисници на газ ќе бидат задолжени да плаќаат одредени јаглеродни давачки или друг вид на давачки заради тоа што газот е фосилно гориво. И ставајќи ги сите овие параметри во моделот, произлегува оној заклучок дека за жал дури и да очекуваме ниски цени на газот и да нема давачки, максималната количина на потрошен газ како енергенс е до 2,4 терават-часа годишно од страна на домакинствата, односно тоа е значително ниско и не е согласно првичните очекувања. И
покажува дека навистина гасот не може да стане атрактивен енергенс за домакинствата. Индустријата, која исто така, нели сите прашуваат добро зошто не ја разгледувате индустријата, значи беше јасно уште од старт дека нема да ја разгледуваме индустријата бидејќи веќе голем дел од индустријата го користи гасот како енергенс, дополнителни индустрии или јавни објекти кои би се приклучиле би останало на тоа и тоа е нели очекуваното, но сакавме поконкретно да го разгледаме аспектот на домакинствата бидејќи како што кажав гасната инфраструктура и цела ова инвестиција се пропагираше како начин како да се намали аерозагадувањето и да се променат, да кажам, начините на грејење во домакинствата. Разгледувавме опции за потребите на студијата, беше ажурирана базата на стамбени објекти, односно стамбениот фонд или градежен фонд, за да се увиди каков тип на објекти постојат, колку се блиску или далеку до инфраструктурата која се планира. Значи направена беше една сеопфатна анализа и се дојде до конкретни бројки по општини, значи колку би можело највозможно би било да се приклучат тие домакинства и врз база на такви податоци се работеше. Но сакавме да го погледнеме и аспектот на тоа доколку би имале можност за една ваква голема инвестиција и која се планира или можеби не во целосно во голем дел да биде помош за домакинствата, дали би можеле тие средства да се насочат во некои поодржливи начини на загревање. Главната поента тука е дека гасот треба да биде транзиционо гориво. Значи гасот треба да го имаме многу краток рок, но преголема инвестицијата за да биде само на краток рок. И веќе ако инвестираме во нешто, треба да бидеме сигурни дека користиме многу долго време за да биде исплатливо. Тука беше поставено прашањето што би можеле да направиме со исто толку средства. Па така погледнато беше конкретно индивидуалните куќи и споените, значи како двојни, да кажам, куќи. Тоа се сепак индивидуални објекти во кои може да се применат конкретни мерки, па така разгледувавме мерки кои можат да придонесат со 40% од домакинствата да инсталираат фотоволтаици, односно 50% од домакинствата да инсталираат фотоволтаици, 40% од домакинствата да постават топлински пумпи на принципот воздух-воздух или 15% од домакинствата, односно овие индивидуални куќи да имплементираат комплетни мерки на енергетска ефикасност. Ова по-конкретно го разгледувавме од аспект што уверени сме во тоа дека мора да се инвестира во енергетски ефикасни и подолгорочни одржливи решенија. И она што недостасува кај нас како држава е што недоволно инвестираме во енергетска ефикасност, бидејќи таа ќе ни овозможи првично заштеда на електричната енергија и на енергијата во целост, а дури потоа би погледнале од каде би се снабдиле со таа енергија. Така што за нас имаше многу логика во тоа да се разгледуваат опции за како може да се заштеди на почеток енергијата и затоа го разгледавме конкретно овој принцип. Препораката е дека инвестирањето во една голема гасна инфраструктура не е економски исплатливо бидејќи е доста скапо. Препораката е во тоа дека нашите институции треба навистина многу реалистично да гледаат на работите и многу конкретно да планираат за што би се користел гасот кој треба да дојде нели во државата сега со и најавениот проект за интерконекторот со Грција. Многу реалистично и многу конкретно да се направат пресметки и да се направат предвидувања за тоа што може да очекуваме. И врз основа на тоа да се одреди која мрежа ќе ја развиваме, а која нема да ја развиваме, бидејќи развивањето на мрежата сама по себе не значи дека таму ќе има приклучоци. Примерот со Куманово ни кажува дека и покрај тоа што таму има мрежа, има многу мал број на приклучоци и дека домакинствата од голем број на различни причини едноставно не пристапуваат кон гасот како енергенс.
Дали се тоа финансиски, дали се административно правни, но во реалност тоа ќе не чека и во сите други градови и општини во државата. Од тој аспект главната препорака е да се погледне многу реалистично кон ситуацијата, исто така да се разгледа опцијата за навистина стратешко планирање на користењето на водородот. Сакам да го потенцирам ова дека гасната инфраструктура во Македонија се планира да биде подготвена да спроведува и водород, кој е исто така гас. Еве и сега законодавството предвидува гасоводни мрежи, кои не се само мрежи на природен гас, туку и на водород. Но ова исто така по себе значи зголемена инвестиција, но исто така не остава во една недоумица на што ќе се користи всушност водородот, која е нели енергент на иднината според она што го слушаме од Европа, така што изготвување на една конкретна стратегија за искористување на водород е исто така една од препораките на студијата.